На денешен ден роден Дизни. 1901 година. Да, Волт и Дизни. наш потик да малку повеќе да зборуваме за тоа кои цртани се од наше детство, така се навративме многу назад. Вие се навративте, а И ние каде? Па и вие исто. А ние каде? И затоа какви беа некогаш цртаните децата никогаш? растеа со цртани филмови. Да. Меѓу 7 и 7 и 15 беше терминот кога редовно не враќаа дома од улица, инаку не можеа да не соберат. Само цртаниот филм можеше да не прибере дома. Родителите се разбира, да. Да, и после тоа пак одевме на улица. Па, после Така тоа со тешко. сендвич После во тоа рака. добиваш ќотек и легнеш да ваша спиеш 8 генерација. часаци и веќе Добро, голем крчкаш. генерацијски јас тука, добро. Ние спиевме рано. Затоа пораставме големи. Но за едно убаво време во кога и ви ние, другата генерација, после цртаните со сендвичи во рака, се враќавме во населбите во малата, во кој што растевме, и цртаните кои што си ги прираскажувавме и до ден денеска останаа да си ги прираскажуваме и на нашите деца да ги пренесуваме за тоа едно убаво време, ќе се навратиме, но и за денешното време, кој што нуди еден малку поинаков предизвик, а тоа е како да се задржи вниманието на децата, како да се задржи со прво со наша домашна продукција на анимирани филмови, така со македонскиот јазик. Ова го нагласувам поради тоа што децата се постојано со паметните телефони во раце и кој се успева во сето тоа ќе ни раскаже во продолжение. Наш гостин Гоце Цветановски, тој е режисер на анимирани филмови. Добро утро. Голем е предизвикот пред вас, кај вас, во вашата фила, во вашето секојдневие. Да. Да. Гледаат ли децата цртани филмови? Прво македонски цртани филмови, дали гледаат? Да, гледаат. Дали има македонски цртани? Гледаат и уживаат. Па мислам дека нема доволно, но има. Мислам пред се биби Боби јас на тоа работа ми знаеме колку оди на македонската телевизија. Оди на македонска телевизија и знаеме колку децата ги сакаат. Дури на родителите веќе се жалат дека сите песнички ги научиле, дека дајте нешто ново, зашо... И тоа е добро. Па да, дефинитивно. Тоа е добро. Во создавањето на тие анимирани филмови, кој ви е најголемиот предизвик? Најголем предизвик, мислам да се создаде содржина, брзината на создавање, бидејќи анимираниот филм се треба време додека да се направи, да се занимира. Немаме доволно голема екипа во Македонија, нема доволно луѓе кои што се занимаваат со анимација, значи таа е, сега зборувам конкретно за 2D анимацијата, иако и во 3D тоа исто нема многу луѓе како аниматори што работат, така што тоа е најверојатно најголемиот предизвик е да се изгради онака една група на луѓе аниматори кои што со тоа ќе се занимаваат професионално, за да може да се создава повеќе. Во една нова модерна генерација на цртани филмови, Во согласност со времето. Забележуваш, да. Некогаш ликовите беа едноставни, некогаш содржините беа едноставни, темите беа општо прифатливи, цртаните филмови продуцира секојдневна содржина, проблеми од секојдневието, решавање на брзина на сите тие проблеми. Том и Џери го споменавме, цртаниот филм. Што денес цртаните им доловуваат на децата? Да, па голем е диапазонот. Значи, пред се сега цртаните филмови се поделени според таргет групи. Значи, има цртани филмови за бебиња од 0 до 1-2 години, потоа за 3 до 6, па 6 до 9, значи така што после... Само во заграда треба кај тие да ставите и за родителите од 25 па нагоре или како и да е, затоа што заедно го поминуваат времето се шегува. Да, знаеш, мислам, значи, навистина е широко, мислам, цртаните денеска сите можни теми ги покриваат. Најзастапени се сепак тие каде што има малку магија, би рекол, или мислам, животни кои што зборуваат, што е исто, мислам, не е магично можеби, но хуманизација на животните или на ликовите.
Така што тоа е најзастапено, значи секогаш на овие маркети за филмови анимирани викаат ако има животни што зборуваат, добри сме, децата го сакаат. Тоа е најбарано сега? Најбарано, да. И тоа најмногу задржува внимание? Зависи вистина од возраста, значи има еден момент кога диносаурусите се тие што ги сакаат, после понатаму мислам да, многу е широко, не можам навистина да речам. Добре, а што е со времето кога се создава јунаци? Се создаваат ли сега јунаци, ги споменавте Биби и Боби, тоа се ликови со кои што во одредена возраст се поистоветуваат децата. Едниот повеќе сака Биби, другиот Боби, во зависност од ситуацијата. Да, секако, значи, мислам, приказните секогаш се работат во соработка со педагози, значи, освен сценаристите, педагозите се тие кои што даваат насока за тоа што треба, што не треба во однос на возраста, значи како да се направи, многу се пази на тоа да има и некоја едукативна нишка во секоја епизода. Значи која е поентата на оваа епизода, што треба да научат децата од оваа приказна и како тоа да се раскаже, како да се стигне до тоа. Така што секако ликовите во анимираните филмови треба да бидат јунаци, треба да бидат херои за таа наша мала генерација. А од друга страна исто се пази дури на негативците. Значи има стереотипирани кои што се лоши и тоа е тоа. Гаргамел. Да, Гаргамел. Лоши мора да се представи таа страна во општеството, така доброто и лошото. Да, од друга страна има и некои кои што на пример мислат дека се лоши, но со помош на јунаците се пронаоѓаат дека всушност се добри, дека нешто ги мачело, така да Убавицата и ѕверот на пример. Па, на пример, да. Така што мислам тоа е онака многу работа треба да се знае детската психологија за да се изработат секоја приказна да се изработи да биде подобна за таа возраст, за таа публика. Колку филтри поминува еден анимиран филм додека не седнете и таа екипа која што сте и да речете сега ова е финалната верзија, таа треба да оди. Колку филтри треба да помине, кој се треба да биде, ги споменавте педагозите. Да. И кој го одобрува одењето во етер? Дали постои таква регулатива кај нас? Мислам во моментов дека не баш, не сум сигурен точно, бидејќи Но одговорноста е голема. Да, одговорноста е голема. Значи нема сега не сум може би постои некое тело што ги проверува нели сите тие работи, но јас колку што сум запознаен не, значи целиот процес е за Биби Боби сега конкретно зборам бидејќи не знам за други проекти како оди тоа, но целиот процес се работи во компанијата, значи меѓутоа, бидејќи тоа е воспоставено што од почеток дека брендот значи се бори за едукација, за забава на децата, но за едукација, значи има една одговорност општествена која што е преземено што на самиот почеток, така што веќе тоа уиграна една екипа. Значи веќе сме во 5-та сезона или 6-та и тоа оди автоматски. Инаку мислам самата приказна освен тоа што поминува нели кај педагозите и самите аниматори после додека се работи си додаваме помалку хумор, нешто ќе ни текне, ова може вака тука да има малку и смешки, бидејќи мислам многу е важно да биде тој забавниот момент да оди заедно со едукативниот. Добро, и веројатно и веќе изфилтрирани, влезени во 5-та сезона, веројатно и полесно и добро и веројатно и децата по дома помагаат. Вака ќе ги слушнеме. Да, тоа мислам уште од самиот почеток децата се прва публика, значи екипата сите имаат мали деца, мислам најверојатно затоа и почна целиот проект. И
посебно на почеток, значи сите епизоди ги проверувавме кај детска публика и тоа од различни возрасти, и машки и девојчиња, за да видиме дали нив им се допаѓа, дали им е забавно. И некогаш ќе беше леле, ова е супер, некогаш ќе каже, ова не ми се допаѓа, ова е вака така, значи тие се публиката и ги земаме многу сериозно нивните критики и коментари. Добро, некогаш современиот цртан филм, нели, во секое време современ, во секоја година современ, секоја година се посовремен и посовремен, веќе сме на тука некаде при врвот на современоста, не знаеме дали може повеќе од ова. Некогаш современите цртани филмови носеа многу пораки, носеа многу содржина. Зборуваме за Том и Џери, нели, па потоа зборуваме за Тарзан, цртаниот филм, сега она што ми доаѓа, па за Козле Бозле, па за Маза и Луња од новата генерација, едно од долгометражните на Дизни, еден од долгометражните на Дизни цртани филмови, да не зборуваме за Пајо Патрон, за Мики Маус и така натаму, да. Маша и Медо е многу актуелен цртан филм последниве десетина години. Како се развива цртаниот филм од некогаш па до денес? Се развива во сите правци, во сите насоки. Значи, Маша и Медо ми мене е исто еден од омилените понови филмови, затоа што нема епизода што не сум ја гледал. Значи, многу е забавен, многу е динамичен. Да. Инспиративен. Не сум сигурен дали има едукативно тука, мислам, нели, има таа Маша е палава, Медо кутриот треба добро, и Том и Џери се тепаат по цел ден. На секоја епизода, така што добре, можеби да ги дели, да ги спаса. Тука има нека заднина, тоа се борби, прички во општеството кои што нели треба да бидеш упорен и да ги поминеш. И во животот воопшто. Да, мислам дека ако нешто Маша ги учи децата, тоа дека треба да се биде упорен. Да. За другото не знам, но како и да е, многу е забавно и тој, например, анимиран филм, затоа е толку популарен, мислам, затоа што кај него можеби нели нема зборување, најчесто сега можеби има некои епизоди со зборување, но се работи за визуелен хумор. Ликата кажува повеќе од зборовите секогаш. Да. И еден многу добар, мислам, многу важен момент што не е присутен во сите продукции е тоа што Маша и Медо е многу добро анимирано. Значи, има детали, Медо кога играат шах, па вака како го зема парчета, така, значи тие се руска школа, совршенство, доведено е до совршенство. Тие се детали кои што многу се важни, затоа што тие ликови имаат живот, мислам, нели, во анимацијата сите ликови имаат живот, се оживеани, но колку подобро глуми ликот, толку е позабавен за децата. И поприфатлив. Да, и поприфатлив. Пореалистичен. Да. И сега, например, ако видите една шпица, обично нели не ги гледаме шпиците, но ако ја изгледате шпицата на Маша и Медо, секоја епизода ја работат голем број на аниматори. И тоа е разликата, например, тоа е она што го кажав, кој е предизвикот. Значи, ние не можеме толкава екипа да собереме овдека, значи, генерално ги обучуваме аниматорите пред да можат да работат, ама ги обучуваме домашно, мислам, ги обучуваме со работа. За крајот, Јон или Џон Вардар, како е и Златната пеперутка, може за овие две нешта да Јон Вардар беше првиот, мислам, се уште е првиот долгометражен македонски анимиран филм. До пред некој време можевме го гледаме во кината. Го работевме долго време. Меѓу другото исто ова беше предизвикот со екипата и со знаењето на екипата. Многу сум задоволен што ете конечно, значи толку многу години потрошив на тој проект, но мислам дека не беше за џабе затоа што веќе од идната година ќе го гледаме низ светот. Во моментов сме пред потпишување за светска дистрибуција и тоа со неколку компании преговараме, така што не е прашање дали ќе биде, туку со кого ќе одлучиме да соработуваме. Но значи ни предстои светска дистрибуција на филмот и многу сум задоволен што ете филм во кој што ликовите зборуваат на македонски, долгометражен анимиран, дека ќе шета низ светот. Веќе бевме присутни на некои фестивали големи во Шпанија и во Бразил, па за понатаму ќе видиме. Но веќе почнуваме со работа на вториот. Може би некој ќе излезе во меѓувреме втор долгометражен анимиран, но за сега вториот
Го започнуваме и е токму во светот на Биби и Боби. Проектот се вика Златната пеперутка и почнуваме со работа веќе 25-та. Целовечерна авантура ќе биде. Да. Се надеваме дека летото 27 ќе биде спремен за децата. Се надеваме дека ќе бидете тука многу порано. Солисно работа, нели? Да. Солисно и се надевам дека како и досега ќе одговорите на предизвикот. Секако. Да. Благодарам за гостувањето.